Доналд Трамп вели дека минатата седмица бил онеправдан во судницата во Њујорк од страна на судија кој му дал доволно основи да поднесе жалба. So we're going to be appealing this. Ке обжалиме. Ке обжалиме за многу различни аспекти. Судијата не ни дозволи да имаме сведоци. Не ни дозволи да изнесеме аргументи за било што. Судијата беше тиранин. Трамп беше осуден по 34 точки од обвинението за фалсификување деловни досиеа за да ги скрие плаќањата користени за незаконско влијание на изборите 2016. Трамп вели дека судењето било наместено од поддржувачите на председателот Џо Бајден. Бајден пак вели дека кривичните дела на Трамп потврдуваат дека никој не е над законот. Сега ќе му се даде можност, како што треба, да поднесе жалба на таа одлука, исто како што сите други ја имат таа можност. Така функционира американскиот систем на правда. Непромислено, опасно и неодговорно е некој да каже дека ова е лажиран процес само затоа што не им се допаѓа пресудата. Во жалбата, адвокатите на Трамп може да се осврнат дека статутот за неговото кривично гонење бил премногу нејасен, вели професорката по право на Џорџтаун Аби Смит. Дали самиот статут е толку широк или двосмислен, што би вовлекол повеќе луѓе кои не би знаеле точно со што се соочуваат, не би разбрале што пропишува законот и што дозволува законот, со оглед на формулацијата на статутот. Смит вели дека адвокатите на Трамп би можеле потоа да разгледаат дали главниот судија дозволил докази што тој не треба да ги има или спречил да се доставуваат докази за одбраната што требало да ги дозволи. Кога сакавме да изнесеме аргументи, тој не дозволуваше. Не ни дозволуваше да ги правиме тие работи. Но кога владата сакаше нешто, тие добиваа се. Добија се што сакаа. Трамп може да поднесе жалба и врз основа на неефикасен бранител. Мислам дека можеби неуспехот на бранителот да се спротивстави на сведочењето на Сторми Даниелс, што сугерира дека сексуалната врска меѓу неја и Трамп била нешто друго освен консензуална, може да биде плодна основа за жалба со која се оспорува ефективноста на неговиот адвокат. Без оглед на нивните стратегии, Трамп и неговите адвокати веројатно нема да поднесат жалба пред неговата пресуда на 11 јули, вели професорот Дейвид Шапиро од Коледжот за кривична правда Џон Џеј. Најверојатно ќе ја чека пресудата. На тој начин и неговите адвокати имаат целосна перспектива за тоа со каква изложеност се соочува, наместо да го прави тоа поединечно, што меѓу другото ги согорува финансиските ресурси на Трамп и навистина не му се обезбедува материјална предност за неговиот случај. Малку е веројатно дека ќе се донесе одлука за жалбата пред денот на изборите, вели Смит. Ова не е брз процес. Не гледам дури и ако апелациониот суд го смета овој случај како посебен и итен поради председателските избори, не гледам дека тоа ќе се случи пред ноември. Ако пресудите за кривичните дела не бидат поништени пред денот на изборите, Трамп ќе биде првиот престапник што ќе се кандидира за председател на една од двете главни политички партии во САД.